Следи прилог на уште една тема за која на Балканот има голема загриженост, но се чини дека регионот нема многу избор. Снабдувањето со нафта од Русија. Прашањето што се постави пред светот и посебно пред Европската Унија е како да се спречат слични нафтени војни во иднина и кои чекори треба да се преземат за политичките несогласувања да немаат комерцијални реперкусии. На собир во Вашингтон беше повикан Ангелос Пангратис, министер и заменик раководител на делегацијата на Европската Унија во САД, да го изнесе ставот на Европа по многобројните состаноци на оваа тема. Многу стручњаци велат, кажа тој, дека ако се имаат предвид релативните трошоци, гледано среднорочно, поветувачко е да се инвестираат ресурси за подобрување на способноста да се пренасочи текот на нафтата, отколку да се подобри способноста за создавање резерви, што е очигледно многу скапо. Но тоа секако не значи дека имањето резерви не е корисно во долгорочна перспектива. Па сепак опцијата за изградба на нафтоводот Набуко, што значи нафтата од Централна Азија да доаѓа во Европа преку Турција, доби приоритет меѓу идеите. Чарлс Капчан од Советот за односи со странство за Гласот на Америка вака објаснува. I think that would probably be one of the most important. Набуко донесува нов извор на снабдување и тоа таков што ја заобиколува Русија, што значи дека Русија ќе има помала контрола на целокупното европско снабдување со нафта. Треба да се види дали е финансиски исплатливо, кога и дали воопшто ќе биде изградено. Тоа е навистина опција број 1 кога се работи за зголемување на сигурноста на снабдувањето. Југоисточна Европа во ова има особен интерес, бидејќи нафтоводот ќе влегува во Европа низ југоисточна Европа, а тоа се државите кои имаат екстремно висока зависност од руската нафта. Европа се уште нема кристално јасен став, но амбасадорот Пангратис соопшти дека де факто Набуко доби поддршка, односно комисијата предлага Набуко да добие финансиска поддршка, што зборува дека Набуко се дефинира како приоритетен европски проект. Од теоретски аспект пак, Капчан вели дека нафтената војна меѓу Русија и Украина ја стави Европската Унија во многу тешка позиција. I think that the European Union Унијата останува зависна на увоз на енергија од Русија и за прекин на таа зависност ќе биде потребно многу време, заради едноставен факт што во догледна иднина индустриализираните држави ќе се потпираат на фосилно гориво за енергија и да изградат нови нафтоводи, ако воопшто изградат, ќе е потребно години. А тоа ги остава државите во Европа и при тоа особено државите од Централна Европа и Југоисточна Европа многу ранливи. Затоа мислам дека односот на Европа со Русија треба да биде во преден план како дел од енергетската политика. Знаејќи дека Русија може да го запре и да го пушти текот на нафта, Европската Унија мора да биде многу внимателна во однос на природата на тие релации со Русија. И кога Европската Унија не може да изгради заеднички став, што им преостанува на помалите држави? Капчан вели, тие немаат избор. Нафтата доаѓа и ќе доаѓа од Русија во догледна иднина и тоа мора да се инкорпорира во нивната дипломатија.